Благодарам, председателе. Како што кажа во образложението на овој амандман, кратко и јасно се однесуваше за покачување на платите на вработените во администрацијата за 15%. Се сеќавате дека пред 4 месеци разговаравме по истиот овој амандман, а на ребалансот на буџетот за 2022 година се сеќавате дека се крена огромна тензија, дека надвор пред собранието се организираше, односно се симулираше седница на Комисијата за финансирање и буџет од страна на Сојузот на синдикати на Македонија, кои што реагираа токму за исто во ова прашање, и тогаш после сите реакции и вршење на притисок од Министерството за финансии, од пратениците на мнозинството, им беше одговорено дека нивното барање, преточено во наш амандман, бидејќи истото не беше прифатено од страна на пратениците на мнозинството, ќе биде удоволено со следниот ребаланс, а доколку нема втор ребаланс, како што еве се случи да нема, тогаш сигурно со предлог буџетот за 2023 година. Ама јас тоа го говорев и во мојата општа расправа на оваа седница на Комисија за финансирање и буџет, и 3 пати напоменав дека она што им го ветија на Сојузот на синдикати на Македонија пред само 4 месеци, еве денес не се случува и еве одбиен е амандманот. Инаку, заради информација на јавноста, предпоставувам дека сите пратеници во оваа сала го имаат добиено писмото испратено од страна на Советот на Сојузот на синдикати на Македонија на 21.11. Архивирано е од страна на собранието на 22.11. ова година, а испратено до председателот, до координаторите Јован Митрески, Никола Мицевски, Арбер Адеми, Скендер Реджепи, до Левица и до Движењето Беса. Предпоставувам дека добар дел од колегите го имаат прочитано ова барање или писмо, а исто така во надеж дека дел од нив немаат проследено едно јавно објавено соопштение минатата недела од страна на Сојузот на синдикати на Македонија по однос на овој амандман, ќе ми дозволите, ако можам нешто да скратам, нас би сакала навистина целото ова соопштение да го прочитам најмногу заради јавноста. Па вели: Сојузот на синдикатите на Македонија до координаторите на пратеничките групи достави отворено писмо со предлог барање сите пратеници едногласно да предложат и изгласаат подобрување на работничкиот стандард. Очекуваме сите пратеници едногласно да предложат и изгласаат подобрување на работничкиот стандард, особено во време на инфлација која е на највисоко ниво во изминатите 25 години. Ве повикуваме сите заедно да застанете во одбрана на достоинството во животот на работниците. Загрижува фактот што владата има предвидено незначителни средства за зголемување на платите на вработените во јавниот сектор, и тоа само за оние категории за кои со порастот на минималната плата идната година нивните плати ќе останат под неа, а во истиот нема предвидено скоро никакви средства за исплата на надоместоци и додатоци на плата утврдени со закон и колективни договори, се вели во ова писмо. Како Сојуз на синдикати на Македонија, во кој што членуваат 70.000 работници, и како единствен репрезентативен представник на работниците во јавниот сектор, се додава во писмото: изненадени сме што предлагачот на буџетот за 23-та, владата преку Министерството за финансии, нема предвидено средства за усогласување на платите со порастот на минималната плата, ниту пак средства за ублажување на инфлацијскиот шок, како што тоа го прават европските држави, оние европски држави каде што нашите работници забрзано се иселуваат поради ваквите лоши владини политики. Сметаме дека сите пратеници треба да го следат примерот на најголемиот синдикалец меѓу министрите во владата, а тоа е министерот за финансии Бесими, кој на почетокот беше најголем противник за зголемување на платите во јавниот сектор согласно зголемувањето на минималната и против линеарното зголемување на платите за 2806 денари, колку што бараа работниците, и кој беше една од главните причини за организирање на генерален штрајк во јавниот сектор, кој се уште трае во јавниот сектор, за подоцна преку закон да издействува, а вие да изгласате зголемување на платата на вработените во Министерство за финансии за 30%.
проценти. Тоа е чин за поздравување кој сметаме дека треба да го следите при донесувањето на буџетот за 23-та и на тој начин да им излезете во пресред на вашите гласачи, односно на вработените во јавниот сектор, полесно да се справат со високата инфлација, која во споредба со минатата година изнесува огромни 19,8% според официјалните податоци од ДЗР, а синдикалната минимална кошничка, која што ја пресметува ССМ за преживување на едно 4-члено семејно домаќинство, изнесува 51.514 денари за месец октомври, или од истата само за исхрана и пијалоци се потребни 19.421 денар, кој што ниту минималната плата не ги покрива веќе во целост, се вели во ова писмо. Понатаму се посочува дека растот на инфлацијата задава сериозен удар на куповната моќ на работниците и доведува до целосно сиромашување на целокупното население и веќе ги оневозможува работниците и граѓаните да си овозможат достоинствен живот. Со ваквиот предложен буџет за 23-та дополнително ќе се придонесе недостоинствено да се живее во Македонија, работниците и покрај тоа што работат да се сиромашни и да не можат да си ги прехранат своите деца и семејства. Сметаме дека вие како коректор на ваквите лоши политики на владата, која очигледно не се грижи за своите вработени, треба да размислите за вашата улога и вашата одговорна функција, која граѓаните и ние работниците сме ви овозможиле да извршувате и да придонесете со предлог амандмани на комисиската расправа по буџетот за 23-та, да предложите амандмани со кои во ставките за плати и додатоци и надоместоци на плати за сите вработени во јавниот сектор, за кои се покрива платата од буџетот, да се зголеми масата на пари за најмалку 15% и на тој начин да го вреднувате трудот на вработените во здравството, кои за жал не добија никакво усогласување на нивните плати со зголемувањето на минималната плата оваа година, а кои во изминатите неколку години со нивниот труд го чуваа вашето здравје и вашите и животите на сите граѓани во време на пандемијата од COVID-19, вработените во полицијата, управата и правосудството, армијата на кои со дискриминирачки пристап владата во изминатиот период без никакви критериуми, без никаква методологија им зголемуваше плати за 1, 2, 3, 5 или 10%, се укажува исто така во ова писмо. Сметаме, додаваат, дека сите вие треба да ја следите методологијата на министерот за финансии Бесими, со која што ги зголеми платите на вработените во неговото министерство. Бараме од вас како представници на народот во парламентот да предложите амандмани на буџетот согласно вашите надлежности и деловнички можности. На крајот нагласуваат дека работниците не забораваат лесно кои 8 пратеници од владеачкото мнозинство, како што велат во соопштението, ги предадоа при носењето на ребалансот на буџетот за 22, односно кои гласаа против амандманот на работниците, па нема да заборават и сега, исто како што не заборавија на пратениците кои подадоа рака на работниците и за амандманот за усогласување на платите и за амандманот за зголемување на минималната плата. Како што кажав, овој амандман се однесува за зголемување на платите на сите вработени во администрацијата за 15%, што законски требаше да се случи, затоа што во март месец оваа година токму ова владеачко мнозинство, а и со гласови на опозицијата го усвоија зголемувањето на минималната плата, при тоа не слушајќи опозицијата на предувањата дека ќе дојде до ова. И еве дојде до ова, вие во јули месец ветувавте дека ќе го реализирате со ребаланс или следен буџет, ниту втор ребаланс имаше, а ниту гледаме вакви предвидени средства во буџетот за 2023 година, кој што е најголем досега, но ете нема средства за нешто што законски треба да има. Заменик министерот го одби овој амандман со образложение дека во време на криза не може вакви средства да се издвојат, па јас сметам дека да не беше криза, сигурно дека работниците нема да беа во ваква тешка состојба, затоа што нивните плати не ја следат инфлацијата која што со секој изминат месец е поголема, како што се навело и во соопштението, и со зголемувањето на потрошувачката кошничка која што за една година е поголема од 16.000 денари, а за еден месец поголема од 12. Не знам како размислувате, не знам што мислите да правите. Може би треба некој да ве поздрави или да ви каже дека оној пренадуен балон за кој што ве предупредувавме дека ќе ви пукне, вие вчера самите си го пукнавте, уште не пуштен во воздух, затоа што вчера првите два амандмани на опозицијата кои што завчера ги одбивте,
Вчера, со бомбастична пресконференција, кажувате дека не на барање на ВМРО ДПМН да се одложи прогресивниот данок, туку го укинувате, иако тука има доста финти за кои што денес реагираа македонските фирми, и оној првиот амандман за намалување на ДДВ-то за менструални производи, исто така го усвоите. Значи, во еден ден вие менувате ставови. За каква криза говориме? Вие имате криза во вашето владење и таа криза се преточува за жал на ниво на цела држава. За каква криза говориме? Да ве потсетам, лани со буџетот за 2022 година, затоа што ви штрајкуваа голем дел од секторот образование, труд и социјална политика, им доделивте пред нова година по 9000 денари, што е нели согласно колективен договор, оној популарен К15 или регрес за вработените. Дали е точно дека на некој од последните седници на влада се дала наредба како се знае и не знае и годинава да се издвојат средства за регрес за да не излезеле луѓето на штрајк? Како ќе ги знајдете овие средства и кога? Па вие бре луѓе со она вчера што ви се случи. Вие го поништивте буџетот, самите го пукнавте балонот. Овој буџет не важи, не може да важи, затоа што во него вие имавте предвидено 65 милиони евра од данок на доход, а 154 од приходи. Сега, со она вчера што се случи, со бомбастичната пресконференција во која што велите дека го укинувате прогресивниот данок, овој буџет не може да важи. Овој буџет не може да важи. И дајте и знајдете начин, вие сте за тоа махери. Овој буџет не може да важи, затоа што во тек на неговото носење вие менувате милионски суми од овој буџет. Од 5,3 милиарди евра ќе спадне на не знам колку. Дали сте свесни што направивте? Дали сте свесни што направивте? Овој предлог буџет не важи. Овој треба да се повлече. И немојте тука да се лажеме и да кажувате дека сте згрижеле некои работници. Кои работници во здравството сте ги згрижиле? Капитационен бот им ветивте, како ќе им го исплатите? Го нема во предлог буџетот. Го нема во предлог буџетот. Како ќе им исплатите капитационен бот, а да не кажам за средниот медицински персонал или останатиот здравствен персонал во државава? Како може вака да си седите мирни и да кажувате криза е во држава? Криза сте вие во државава. Кризата во држава доаѓа токму од вас. Предлог буџет донесовте, во негова расправа вие го менувате за милионски цифри. Ви кажав, милионски суми на евра има промена од како вчера го укинавте прогресивниот данок. Јас не знам, навистина не сум економист, но вакви катастрофални грешки, почетнички грешки не можат да се случат во тимот кој што ја води економијата во оваа држава. За ова во најмала рака оставка требаше цела влада вчера да си поднесе, а не да се фали со пресконференцијата. Не знам како не ви е срам, не знам како ќе погледате во очи на вработените, во очи на председателот на Сојузот на синдикати на Македонија, со кој што претходниот премиер се сликуваше во време на ковид пандемијата, дека ќе изнајделе решенија за нив. Па од 6 пакети за анти-ковид кризни мерки, 149 милиони евра недостасуваат. 149 милиони евра недостасуваат. Денес имавме една многу потресна средба со родители на дете со болест, со ретка болест. Знаете ли колку средства им требаат месечно за да се лекува ова 4-годишно дете? 90.000 евра месечно. Близу 1 милион годишно. И еве да ви помогнам, не треба тука големи математики. Не треба тука големи математики. Ако буџетот ви е предвиден за 5,3 милиарди евра, ако еве со укинувањето на прогресивниот данок 65 милиони евра од овој буџет ќе се намалат, па само 3 одвојте, 3 деца биле со ваква ретка болест. Не ви е ли жал, не ви е ли срам? Како ќе им погледате во очи на луѓево? Зборувам за 70.000 вработени во јавна администрација, а едни од првите критериуми на Европската Унија се реформи во јавната администрација. А вие бевте тие кои што велевте со вашите буџети ќе вложувате во човечки капитал. Што вложивте вие? Вие вложивте во нови вработувања, во ставките договорни услуги. Велите дека буџетот е голем за да има плати, пензии и социјална помош. Па не ви е срам? За тоа се позајмуваме? За плати, пензии и социјална помош? Кај се капиталните инвестиции?
Каде ќе завршат, кога ќе завршат? Првиот мандат на Заев немало време. Така се случило. Ковид пандемијата му беше джокер за да се правда дека немало време за реализација. Сега молам да привршуваш. Ќе привршувам, но на вистина подценувачки е спрема граѓаните во Македонија овој однос од страна на власта, затоа што со ребалансот на буџетот кој што го споменав, го направивте 4,7 милиарди евра и од нив издвоите само 18 милиони евра за социјално ранливи категории под наслов финансиска поддршка. Нели ви е срам? И уште вчера да кажувате вие од власта за месо од делфин, за месо од кит. А бре, народов не јаде месо, не јаде ни смрзнато пилешко, бајат леп јаде и храна од контейнери, колешки мои. Нели ви е срам? Нели ви е срам овде да молчите? Нели ви е срам? Што ќе одбраните? Што ќе кажете? Што ќе му кажете на синдикалецот Дарко Димовски со кој што излегувавте во јавност, се поздравувавте дека ќе ги решите сите проблеми? Па тоа не се негови проблеми, тоа се ваши проблеми. Тоа се проблеми на 70.000 граѓани во Република Македонија или 70.000 семејства. Малку ли се? Малку ли се? Навистина, во очи на нова година, вашата честитка најдобро е да биде или среќна нова 49-та или несреќна нова 2023 година. Несреќата во оваа држава дефинитивно сте вие, затоа што сте несериозни, сте криминални и играте мајта буквално со секој граѓанин во Македонија. Благодарам.